Овој ден е празник за демократијата и пример за мирно, слободно и достоинствено изразување на правото на глас на секој граѓанин. Миле Зечевик, советникот на премиерот Зоран Заев, за адвокатски услуги лани наплатил повеќе од 77.000 евра за ангажман од јавното предпријатие Водовод и канализација. Парите му биле исплатени за составување предлози за донесување нотарски платни налози. А1 веќе објави дека Зечевик лани бил и на листата адвокати на компанијата Мепсо, што ја потврдува тезата дека секоја власт има своји адвокати кои добиваат пари за услуги од државни компании, агенции или пак јавни предпријатија. Зечевик за А1 рече дека адвокатурата е јавна професија и дека тој работи доследно и принципиелно. Се е во согласност со законите, ниту е во спротивност со законот за судирни интереси, ниту со законот за адвокатура. Адвокат сум повеќе од 15 години, работам доследно и принципиелно. Сите страни имаат еднаков третман. Ангажманот кај премиерот е советодавна функција, а институциите бараат луѓе од доверба кои ќе бидат сигурни. За претходната власт на ВМРО ДПМН, еден од главните адвокати беше Никола Додевски. Тој во 2017 година само за услуги на водовод и канализација добил над 260.000 евра за платни налози, за стапување и изработка на договори. Со смената на власта, ова јавно предпријатие ангажира нови адвокати. На листата се наоѓа и адвокатското друштво Делеге, каде што еден од собствениците е и претеничката од СДСМ, Снежана Калеска-Ванчева. Минатата година, ова адвокатско друштво добило приближно 48.000 евра од Водовод. Калеска-Ванчева во изјава за А1 рече дека во моментот кога станала пратеник ја ставила во мирување адвокатската функција. Имам формално решение од адвокатската комора и од Централниот регистар. Во канцеларијата работат други адвокати, а јас ниту сум овластено лице, ниту пак смеам да се појавувам како застапник. Водовод и канализација го ангажирало и адвокатот кој го застапуваше СДСМ, Стевица Јосифовски. Тој добил 37.500 евра за составување предлози за донесување нотарски платни налози и застапување. Јосифовски годинава беше избран за член на Агенцијата за електронски комуникации. Екс-министерката за правда од СДСМ, Мери Младеновска-Ѓоргиевска, од Водовод и канализација добила 38.000 евра за ангажман. Таа беше и на платниот список на Мепсо за адвокатски услуги, од каде добила над 12.000 евра. Младеновска од почетокот на годинава е ангажирана и во кабинетот на вице-премиерот Кочо Ангјушев како советник за деловно право и затоа зема хонорар од 80.000 денари. Само лани Водовод и канализација потрошило над половина милион евра за адвокатски услуги, а рекордни 565.000 евра потрошило во 2017 година. На списокот е и адвокатското друштво Ристовски Вујќ, каде партнерски работат скопскиот адвокат Мирослав Вујќ и заменик министерот за правда Оливер Ристовски. Вујќ е и член во управниот одбор на Македонски Телеком. На листата од 15 на адвокати кои лани биле ангажирани од Водовод и канализација, се наоѓа и младиот велешки адвокат Марко Димов, кој добил околу 305.000 евра за 2-годишен ангажман, а 1.600 евра добил адвокатот Зоран Михајловски, поранешен апелацијски судија. Иако јавните предпријатија и агенции имаат правни служби задолжени за решавање на правните прашања, огромни суми се одливаат за ангажирање адвокати. На списокот на Водовод и канализација за 2018 година се најдоа рекорден број ангажирани адвокати, или вкупно 16. Водовод и канализација појасни дека исплатите за услугите се во согласност со тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите и дека ангажирањето е на заедничка сметка со јавното предпријатие Комунална хигиена за потрошена вода и подигнат смет. Најчесто блиски до власта, со законските измени од 2016 година. Договорите со нив се случуваат во 4 очи.